Јаглехидратите се органски соединенија застапени во сите живи организми, во човекот, во животните, растенијата, микроорганизмите и представуваат едни од најраспространетите биомолекули во земјината биосфера. За јаглехидратите порано се сметало дека се хидрати на јаглерод, затоа што односот на водородните и кислородните атоми, ако се погледне општата формула за јаглехидратите, CH2O N пати, е ист како кај водата, односно 2:1. Тоа може да се види од примерот на глукозата, каде што односот на водородните атоми и кислородните е 12:6, односно на 2:1. Функционални групи кои се присутни кај јаглехидратите се алдехидната група, кетогрупата и хидроксилната група. Карбонилната група влегува во состав на алдехидите и во состав на кетоните. Составот на јаглехидратите ќе го објасниме преку примерот за глукоза и фруктоза, кои што имаат иста молекулска формула C6H12O6, но представуваат функционални изомери, бидејќи имаат различни функционални групи. Кај глукозата е алдехидната, додека кај фруктозата функционална група е кетогрупата. Во органската хемија за представување на молекулите на моносахаридите, најчесто се користат Фишерови проекциони формули, каде тродимензионалните органски молекули се представуваат дводимензионално. Во овие формули, јаглеродната низа се пишува вертикално, врските се представуваат со цртички, хоризонтални и вертикални, а C1, односно првиот јаглероден атом, се наоѓа на врвот на низата. Другите јаглеродни атоми, останатите, се наоѓаат во пресекот на линиите и може да се запишат јаглеродните атоми, но можат и да бидат изоставени. Па според тоа, разгледувајќи ги овие формули, можеме да ги дефинираме јаглехидратите како полихидроксилни, значи имаат повеќе хидроксилни групи, полихидроксилни алдехиди или полихидроксилни кетони, затоа што содржат повеќе хидроксилни групи и кетогрупа, односно соединенија кои што при хидролиза, се мисли на посложени соединенија, на полисахариди и олисахариди, кои што можат при хидролиза да се разложат на овие едноставни моносахариди. Во оваа група на јаглехидрати спаѓаат исто така и нивните деривати, како што се нивните амини, естери и така натаму. Бидејќи јаглехидратите се поларни молекули, тие се добро растворливи во вода. За именување на јаглехидратите се користат различни правила за именување. Може да се користи номенклатурата по љупак, според која малку имињата се посложени, поретко се користат во секојдневната биохемиска практика. За именување на јаглехидратите се користат препораките на Комисијата на Интернационалната унија за биохемија, каде што називите на јаглехидратите се добиваат од зборови кои го означуваат потеклото на јаглехидратот или некоја нивна карактеристика. И на таа основа се додава наставката оза. Например, глукозата потекнува од грчкиот збор глукоз, што значи сладок, и наставката оза. Декстрозата се нарекува уште и декстроза, од особината низиниот воден раствор да ја врти рамнината на планарно поларизирана светлина на десно. Се нарекува и гроздов шеќер, затоа што се наоѓа во грозјето, и се нарекува уште и крвен шеќер, бидејќи ја има во крвта. Називот на фруктозата доаѓа од латинскиот назив фруктус, кој што значи овошје. Поделбата на јаглехидратите може да биде различна, односно може да се класифицираат на различни начини. Еден од начините за класификација е според сложеност. Според сложеност се делат на прости и сложени. Во прости спаѓаат моносахаридите, додека во сложени спаѓаат олигосахаридите, полисахаридите и хетерополисахариди. Според функционалната група и бројот на јаглеродните атоми можат да се делат на алдотриози, доколку содржат алдехидна група и 3 јаглеродни атоми, потоа алдотетрози, ако содржат алдехидна група и 4 јаглеродни атоми, соодветно на тоа алдопентози со 5 јаглеродни атоми, алдохексози со 6 С атоми, алдохептози, ако содржат 7 јаглеродни атоми и така натаму.
Додека, ако ја содржат кето, функционалната група, и имаат 3 јаглеродни атоми, се нарекуваат кетотриози, ако содржат 4 јаглеродни атоми, кетотетрози, со 5 кетопентози, со 6 кетохексози, со 7 кетохептози и така натаму. Поважни моносахариди, кои што ние ќе ги изучуваме, се моносахаридите кои што содржат 3, 4, 5 и 6 јаглеродни атоми и според тоа се нарекуваат тиреози, тетрози, пентози и хексози. Поважни представници на кои што ќе се задржиме е од тиреозите глицералдехид и дихидроксиацетон, од тетрозите еритроза, од пентозите рибоза, деоксирибоза, а од хексозите на глукоза, фруктоза, галактоза и маноза. Од триозите ќе се зборуваме за глицералдехид и за дихидроксиацетон. Глицералдехидот представува алдотриоза, затоа што содржи алдехидна група и содржи 3 јаглеродни атоми. Додека дихидроксиацетонот ќе се нарекува кетотриоза, затоа што содржи 3 јаглеродни атоми и кето група. Називот глицералдехид може да се спореди со со називот на глицеролот, кој што представува 3-хидроксилен алкохол. Ако се спореди структурата на глицерол и глицералдехидот, ќе се забележи дека овие се разликуваат само во функционалната група на првиот јаглероден атом. Кај глицеролот е хидроксилната група, додека кај глицералдехидот е алдехидната група, затоа и називот глицералдехид. Ако се погледне формулата на дихидроксиацетон и се спореди со формулата на ацетон, може да се забележи дека водородните по еден водороден атом од крајните јаглеродни атоми е заменет со хидроксилна група, па затоа е називот дихидроксиацетон. Да видиме дали можеме да ги идентификуваме овие јаглехидрати, кои се триози, тетрози, пентози или хексози, односно кој е алдоза, а кој е кетоза. Овдека преку овие Фишерови проекцијни формули, јаглеродните атоми кои што се наоѓаат во пресекот на линиите е изоставен. Како тоа ќе го направиме? Најпрво ги нумерираме јаглеродните атоми, почнувајќи од алдехидната група, од првиот јаглероден атом кој што се наоѓа на врвот на јаглеродната низа. Почнуваме да го обележуваме, можеме да забележиме дека во овој јаглехидрат има 5 јаглеродни атоми и има алдехидна група. Затоа овој јаглехидрат се нарекува алдопентоза. Во вториот пример, ако ги нумерираме јаглеродните атоми од 1 до 6, ќе забележиме дека има 6 јаглеродни атоми и првиот јаглероден атом е исто така со хидроксилна функционална група, меѓутоа кетогрупата се наоѓа на вториот јаглероден атом и затоа ова представува кетохексоза. Овдека во оваа табела се дадени примери на некои јаглехидрати, на некои моносахариди, кои што се именувани според функционалната група и според бројот на јаглеродните атоми. Така, дадени се една алдотриоза, потоа алдотетрози, алдопентози и алдохексози. Обележани се моносахаридите глицералдехид, рибоза, глукоза, маноза и галактоза, бидејќи на нив повеќе ќе се задржиме и преку нив ќе ги објасниме хемиските својства на моносахаридите, како и добивањето на некои олигосахариди и полисахариди кои што се важни во секојдневниот живот на човекот.